Македонскиот актер кој секојдневно може да го гледаме во македонските народни приказни кои што се емитуваат на телевизија Алфа, изминатата недела ја доби наградата за актер на Европа на истоимениот интернационален фестивал за годишни остварувања. Веројатно веќе знаете или некој дозна за кого станува збор, односно кој ја доби токму оваа престижна награда. Актерот Здравко Стојмиров, со кој што ова утро ќе разговараме токму за неговите актерски остварувања, но и за оваа награда. Здравко, ти благодарам што ја прифати поканата ова утро да позборуваме малку за твоите актерски остварувања, но и за оваа голема награда која што ја доби неодамна. Најпрво би те прашала што представува оваа награда за тебе, актер на Европа, која што ја доби на истоимениот фестивал, односно ова е главната награда или најголемата награда и навистина е големо достигнување. Благодарам, Иване, за вниманието. Ова награда за мене значи многу. Јас сум учествувал на фестивалот Актерот на Европа 3 пати досега. Претходно сум добил награда Наум Манивилов Преспански. Исто така за добра изведба. Тоа беше во 2019 година, мислам, со представата Зооприказна. Таа сум ја работил како дуодрама со еден колега уште на моите почетоци во 2007 година, 2007-2008 зимата, така нешто. Јас искрено бев многу изненаден, во никој случај не очекував. За мене целта беше на представата да ги дадам повеќе живот. Сега едно време се играше на репертоар во Битола, сега е се уште таму на репертоар, но не се игра многу често. И единствениот живот надвор од театарот во Битола можев да му го дадам на некој фестивал. Во Македонија се разбира и во соседството. И по некоја случајност оваа година селекторот одлучи да ја прифати оваа монодрама за годинашното издание на Актерот на Европа. Си одигравме најнормално, се беше супер, има секогаш публика, во Ресин има многу љубители на театарот, исто така доаѓаат и од Битола. И јас искрено не ни очекував, малку се случи некои претумбаци, гостите од Косово, заради болест на актерот не успеа да дојдат, па ме замолија дали можеме да одиграме на 8 наместо на 10. Беше малку на брзина, но немаше никаков проблем зошто да не одиграме на 8 и така се случи. Кога ми ја кажа веста, јас навистина бев многу изненаден. Посебно е значајна оваа награда за мене, затоа што е награда што ја добивам дома. Главна награда на интернационален фестивал во Македонија. Тоа ретко се случува. Најчесто во нашата држава не умеат добро да го ценат ниту трудот, ниту талентот, апсолутно ништо. Секогаш сите тие работи се на заден план, многу често има политички доделувања на награди, некој да не се налути и така натаму, па затоа има по 10 награди на еден фестивал некогаш. Да, споминавте дека не сте очекувале оваа награда, сте бил изненаден. Какво беше чувството еве кога ви ја соопштија веста? Искрено да ви кажам, се почувствував доста топло и така бе возбуден што не можев многу нешто и да искажам. Едноставно како некој да ме тресна по главата. Викам, што се случува сега? Да не ме зафркава некој случајно. Но испадна дека всушност навистина ја добив наградата и на самото доделување и тогаш бев исто како удрен малку со чорап по главата. Што се случува? Дали ова пак навистина или не е навистина? Но во секој случај е едно прекрасно чувство што му го посакувам на секој. Во секој случај наградите не се најголемиот дел. Тоа е една потврда за трудот, потврда за истрајноста, потврда за сето она кон кое што ние се трудиме да го изградиме во текот на нашиот живот, во кариерата. Актерството не е некоја најобична работа, одиш од 8 до 4. Актерството е 24/7. Секој ден, секое нешто може да се најде во некоја улога утре други ден. Да, колку време траеше подготовката за оваа монодрама? Колку време се подготвувавте за да можете да излезете и да кажете пред публиката? Прво имав малку, со овај текст се запознав во 2016
2006 мислам година, додека бев се уште на факултет, и еден колега ми го даде како превод на бугарски од Мишел Турние, текст Фетишистот, и само го прочитав и го вратив. И воопшто не ни помислив на него. По некое време се сетив и сакав да го најдам на македонски, се разбира, но немаше превод. Па пробав да го најдам на англиски, бидејќи не разбирам француски. Оригиналот е на француски, Мишел Турние е француски писател, пишува романи, раскази, ова е негова единствена драма всушност. И е на крајот во една збирка, која исто така се вика Фетишист, со други раскази. И 7 години потоа почнав да го барам текстот, но не го најдов. Па многу случајно 3 години после тие 7, значи 10 години подоцна, го најдов на една интернет библиотека, па со принт скрин некако успеав да го извлечем од таму. Потоа нормално следеше период на обработка, конкурирав во Министерство за проекти од национален интерес неколку години, 3 години со ред, па една година не испратив документи. Петтата година, односно четвртиот пат кога конкурирав, добив некакви средства од Министерството. Јас сум работил секако, и без финансиски средства, и со финансиски средства, со малку финансиски средства, и најчесто овие помали проекти се прават без некои поголеми финансиски средства, се разбира, и најчесто се со помалку сценографија, помалку костими, помала екипа, затоа што тоа можеме да си го дозволиме, и секогаш се од потреба за творење, не се од некоја потреба за покажување колку сум јас добар, па сега ќе правам монодрами. Не, тоа е единствено најлесно е самиот да се собереш со себе, бидејќи и вработените актери во театар најчесто се зафатени во текот на годината, а за време на летниот одмор, кога се сите на колективен одмор, многу тешко прифаќаат странични проекти надвор од работата. И затоа најчесто решението да правиш нешто сам е точно заради потребата да работиш нешто, а не заради нешто да се покаже. И по 10 години и уште 5 години потоа, со секоја година работев на текстот, во смисла едниот пат кога испратив документи до Министерството го обработив еднаш, потоа наредната година уште еднаш и уште еднаш и уште еднаш, и мислам дека претрпи доста промени и материјалот доби многу. Тој самиот нуди премногу работи, но и доби премногу работи од самото физичко време кое помина за да се створи оваа представа. Каква беше предизвикот, Иве, да се работи, да се обработи на монодрама од француски писател, од француски автор, и што е Фетишистот? Јас често сум ги обработувал текстовите кои ги работам, многу често сум преведувал исто така, преведувам и до ден денес од англиски, од бугарски, од српски, српско-хрватски и така натаму. Тоа е нешто кое научив да го правам без да има потреба за тоа. Едноставно, кога ќе добиеш некој текст, нема како да не го обработиш на некој свој начин, да му дадеш нешто од себе. Инаку, зошто би го поставувале само за да ја прикажем идејата на некој друг? Ние сакаме да ја прикажеме нашата идеја, се разбира. И во Фетишист имаше можности за многу работи, но како и секогаш мора да се одлучиш кој правец да го земеш. Едната половина, да речеме, малку по-природна, каде сите овие фетиши кои му се појавуваат во животот како желби за некои работи, за објекти без никакво значење, за него значат нешто многу. А втората половина не е толку природна, малку е повеќе како некоја фантазија, што би можело да се рече дека тоа и се случува надвор од неговиот живот. Дали е тоа неговата фантазија, дали е тоа неговиот задгробен живот, нема нормално да кажеме, затоа што тоа е на публиката да одлучи за себе си. Секогаш треба да оставиш простор за фантазијата на луѓето да се разбуди. И јас сакав да ги разграничам тие два дела некако. Едната можност беше да го живеам, исто така тој вториот дел, или да го обработам малку по-физички, да добие една визија како физички театар. Се разбира, не е целосно физички театар, туку е со елементи на физички театар, и се разбира, без да сакам јас колку и да е невистинита или неверојатна таа приказна во вториот дел, јас сепак ја оживувам, за да можеме на крајот да добиеме
еден човек, се разбира. Да, планирате ли може би да конкурирате, да се пријавите на други фестивали, може би и во регионот, токму со оваа монодрама? Јас пријавувам насекаде. Сега зависи од тоа дали ќе имаме некаква поддршка. За фестивалот во Албанија скромно не поддржа Народниот театар од Битола. За фестивалот на актерот на Европа се разбира не е толку далеку, Ресен и Битола се доста близко, така што тоа беше лесно. Сега имаме уште еден фестивал до крајот на годината во Македонија на која пријавивме, но се уште не сме добили одговор, така што не можам да кажем ни кој е фестивалот, ни дали воопшто ќе одиме, но се надевам ако им требаше дополнителна, да речам, инсентива за тоа да ја викнат представата на фестивалот, мислам дека ја добија. Да, здравко, те гледаме секојдневно речици на телевизија Алфа во македонските народни приказни. Може ли да се навратиме малку во времето на македонските народни приказни и за твоите улоги таму? Македонските народни приказни се на некој начин дел од секојдневието на луѓето. Тогаш се погоди еден многу лош период во времето на ковид, кога никој не работеше. Во смисла не работеа државните институции и ние, луѓето кои работиме хонорарно, да речем, кои не сме вработени во некоја институција, немавме никакви примања во тој период и единствено Алфа телевизија тогаш ни подаде на некој начин рака на неколку луѓе. Не бевме многу повеќе пријавени, да речем, ако бевме пријавени 10, не примија 6 луѓе. И тоа беше многу значајно за нас во еден толку тежок период, сепак да имаме работа и да работиме својата работа, што е уште поважно. И како и секогаш секоја работа си ја работам со кеф и ентузијазам, без разлика дали се тоа најголеми, најмали улоги во најубавите или во најслабите представи, посветеноста е секогаш иста. До ден денес ме среќаваат луѓе и ме поздравуваат како да ме познаваат. Нормално, јас сум им секој ден во дневната соба, тоа што јас нив не ги гледам не значи дека не се познаваме. Да, слична е ситуацијата, нели, и со нас. Дефинитивно македонските народни приказни се нешто што живее и не навраќа, нели, на времето, еве, пред децении како се живеело, секогаш, нели, со некоја добра македонска народна поука или порака, нели, од секоја народна приказна се извлекува некоја поука, нели, обично така завршуваат. Недостасуваат ли можеби сега во ова време да се снимат повторно нови македонски народни приказни? Во секој случај има потреба, дали се тоа македонски народни приказни, дали се тоа македонски приказни, ни недостасуваат приказни. Многу малку ТВ серии имаме, воопшто не постои кај нас некоја филмска или ТВ индустрија, единствено она што телевизиите можат самите да го финансираат и некои помали групи со некои кратки филмови, 1 до 2 или 3 долгометражни филмови, од кои на крајот можеби ќе погледнеме само еден, така што недостасува многу телевизиска и филмска продукција кај нас. Недостасуваат многу приказни, има приказни кои треба да се раскажат во секој случај, без разлика дали се тие од 1901 до 1999 па до 2025. Во секој случај имаме потреба од дополнителна програма. Да, веќе 20 години може да кажеме сте како актер или работите со ова професија која што сте избрале, или да биде вашата животна професија. За овие 20 години која би била најголемата улога за вас лична или во која улога најдобро сте се носели или вие сте се чувствувале најдобро? Знам дека секоја улога за актерот е многу важна, секоја представа одиграна, секоја сцена исто така важна, но што е она што на вас еве можеби за овие 20 на години вие одбележува кариерата? Јас работам професионално точно 17 години, односно сме веќе во 18-та година. Искрено, јас навистина не би можел да издвојам некоја посебна улога. Сите се посебни на некој свој начин. Единственото нешто што може да е некој предизвик е
секоја наредна да ја направи што може што по-комплексна или можеби што по-контрастна, зависи од тоа што побарува самиот текст, зависи што побарува самиот режисер, а и се разбира и во договор се случуваат многу работи, така што мислам дека предизвикот е во секоја нова работа. За секој актер е важно да биде присутен на сцената, доколку не е присутен, едноставно ќе се заборави, а и самиот ќе заборави како е да бидеш таму. Што се сомневам, некој дури 10 години да не бил на сцената, сигурен сум дека во истиот момент ќе скокне како да бил пред 5 минути тука. И мислам дека тоа е предизвикот. Секоја наредна нова улога, секоја нова наредна работа е нов предизвик. Ти благодарам, Здравко, за одвоеното време. Ти посакувам многу успеси во иднина, секако да бидат прифатени твоите проекти на кои што работиш и секако оваа награда која што е значајна актерот на Европа за оваа представа која што ја играш во Битолскиот народен театар. Верувам дека ќе се закитиш со уште многу награди во иднина, времето е нели пред тебе и се надевам дека ќе има и убави моменти каде што ќе имаме причина нели зашто да разговараме и да споделиш се она што му лежи на душа на еден актер или се она што Здравко го работи и сакајве во иднина да го работи. Се разбира, јас се надевам дека представата ќе остане на репертоарот на Народниот театар од Битола. Исто така се надевам дека некои работи ќе се подобрат во иднина. Има многу актери како мене кои работат хонорарно и денешната ситуација во државата не е баш најсјајна, ниту била сјајна од порано. Се разбира, има многу колеги како мене со кои се среќаваме на разни огласи за вработување. Јас лично сум бил на преку 30 некаде во цела држава, некаде по 2 пати, некаде по 3 пати, а некаде и повеќе пати. И се надевам дека на некој начин државата ќе им не би требало да кажам да им наложи на институциите, но до некаде треба сите да се согласат дека е добро да се следат правилата и на некој начин секој да има шанса. Затоа што во моменталната состојба не добива шанса никој. Кога ќе се објави јавен оглас, да речеме, за работа, доколку не е објавен за тебе, нема причина да се јавуваш. Но ние секако се јавуваме, го чекаме Годо секој пат, се поздравуваме, се среќаваме. Сме развиле многу пријателства таму додека чекаме да дојдеме на ред за аудиција. И мислам дека проблемот е што самите институции забораваат дека со текот на времето работите се менуваат. Еве да речеме сега актерите како даватели на јавни услуги, како дел од администрација, за нив важат сите закони како и за сите останати вработени во една институција. Актерите не се некоја посебна врста на работници кои уживаат некакви поинакви права. Така што е важно самите институции да увидат дека не само аудицијата е дел од едно вработување, туку и самите документи, која е историјата на човекот кој се јавува, кои се неговите успеси, кој е неговото работно искуство и тие работи треба да се оценуваат. Така пишува и во законот, се разбира, но тоа никој не го следи, не знам зошто. Но се надевам дека еве ќе слушнат тие што треба, па можеби ќе се потрудат да работат законски, иако тоа не го правеле досега и не го прават во моментот. Верувам дека ќе има и побави време за кои што сите уметници, вклучувајќи ги нели и актерите, ќе бидат позадоволни и ќе дојде нели она вистинска светла точка за која што сите нели некогаш во животот си сонуваме, си мечтаеме и работиме за тоа нели. Треба да се знае дека за уметноста треба да се плати. Тоа треба да му е јасно на државата, дека уметноста не е гранка која што е индустрија, некоја која произведува нешто кое што ќе се продава многу скапо, па има некоја заработувачка. Не, тоа е само храна за душата и за неа треба да се плати, нема како поинаку. И се надевам дека самите буџети во културата ќе се зголемат и во институциите, се разбира и во граѓанските организации. Да, уметноста, како што споменавте, мора да се храни, но и уметноста е отсликува нели из земјата, така што мора да се работи или на тоа поле. Ви благодарам уште еднаш, Здравко, на одвоеното време. Ви благодарам јас.